Ај здраво. Као што веќе ме запамтивте по видеото што стана, да не речам вирално, на каде што кажував да не купувате iPhone X, некако осеќам и должност да ги прокоментирам и новите 3 iPhone што искочија вчера. Прво, пред да почнам да зборам за новите 3 iPhone, не знам кој го има гледано, кој го нема гледано влогот првиот од Црна Гора, каде што кажав дека iPhone-от ми е супер. Да се надобрзам на тоа видео, нели тоаш требаше да го пратам вториот, за да ми пратат трет, нов, исправен. Еве го третиот моментално користам, ми е супер и се надам дека ќе остане така, дека нема да има потреба да правам ново видео во кое што јас ќе ви кажувам дека третиот ми се расипал. Long story short, еве трет iPhone X конечно работи и се надам дека тоа ќе остане така и нема да се промени никогаш. Вчера беше големиот спектакуларен Apple евент, каде што како и секоја година ги најавуваат нивните нови производи и оваа година имаат 3 нови iPhone-и за нас. Па ајде малце да ги прокоментираме и да видиме што како има ново. Звездата на вечерта беше iPhone XS Max. Значи, за тие што не знаат, искочија прво 2 нови iPhone-и, тоа е iPhone XS или не знам зара не, знам дека има луѓе што се нервираат кога некој од Македонија го кажува iPhone X, така да iPhone 10s и iPhone 10s Max. Што мене не ми се свиѓа, очекував нормално има нели нов iPhone и нов iPhone поголем од тој и очекував да се вика на пример iPhone XS Plus, а не да се вика Max, али добро и дори го изговориш ке ти падне јазикот iPhone XS Max или iPhone XS Max, не можам како и да е. Тој си го доби одма називот најскапиот iPhone до сега и во долари е 1099, односно $1100, а на нас кога ќе стигне на наш пазар и кога ги помине сите тие европски процедури, сигурно ќе го лупнат некои 1500 евро. Покрај тие 2 iPhone-и искочи еден или ефтиниот iPhone XR, односно iPhone XR. Ајде да почнам па ќе ви кажам мислење за секој. Минатата година се дигна многу прашина кога најскапиот телефон лани беше iPhone X, што вредеше тогаш $999, за сега Apple да речат чекај, може ми поскапо од тоа и за да го извадат новиот iPhone, нема да го кажам, iPhone XS Max, кој ќе вреди $1100, за секој ако го сака новото најсовремено парче од технологијата да издвои $1100 од джебот или ка нас 1500 евра или само лупам, али дефинитивно ќе биде поскапо од тоа. Цената нормално со себе си носи бројни подобрувања, затоа што нема шанси да остане исто, иако да бидам искрен не е нешто значително променето, али е пак подобар. iPhone XS Max е најголемиот iPhone кој е поставил сега и е 6,5 инчен дисплеј. Значи, за 2 години iPhone-от ќе биде колку еден телевизор, ќе си го ставиме вака, ќе го закачиме на зид и ќе си гледаме телевизија. Резолуцијата на новиот iPhone е 2688 со 1242 пиксели и нешто што мислам дека и најдобро во новиот iPhone е новиот бионички процесор A12, што е подобар и најдобар процесор до сега. Фала Богу малце и подобрија камерата, има побрзи сензори. Најјакото што ми се свиѓа во камерата е тоа што, ај после ќе коментираме iPhone R, ама новата опција на новите iPhone е тоа што нели како што имаше портрет мото, она со заматена позадина или бокех, како и да го викате. Сега има Advanced Bokeh, со тоа што откако ви е сликната сликата, вие ќе можете да си играте колку ќе биде заматена позадината. Значи може да идете од најмногу заматена до најмалце заматена откако ќе биде сликната сликата. Тоа е нешто што мене многу ми се свиѓа, нешто многу го сакам, ама ета ќе почекам неколку години кога ќе си го купам новиот телефон, затоа што на тенот тоа нема да го имам. Што друго, нешто заборавам. Новите iPhone-и исто така имаат и подобрена водоотпорност, односно подолго вајде ќе издржуваат под вода, тоа ќе видиме. Јас уште чекам и да ја излезат видеа со тестови, ама знам дека тој R-от ќе биде пуштен негде крај на октомври во продажба, овие ќе бидат пуштени вајде за недела дена. Па едве чекам да видам тестови од луѓе како ќе ги користат и што ќе кажат они за нив фотка ќе ги купат. За да не зборам више толку за S-от, мене нешто што најмногу искрено ми се свиѓа
и што мислам дека и годинава ќе, не знам дали ќе биде најпродаван телефон, али дефинитивно мислам дека на Apple ќе им донесе најмногу заработувачки, ќе биде најпродаван годинава, а тоа е новиот iPhone XR или iPhone XR или како да го викате, луѓе исто е. Буквално ги има скоро истите карактеристики како вие, само што цената му е $750, кај нас пак ќе биде повише, може ќе го закружат на некои 850 евра или колку да го направат. Многу ми се свиѓа и ми беше mind blown што порано за да имаш портрет моуто на да мораше да имаш две камери на телефонот за да не објаснам сега, не навагам како функционира тоа, али сега успеа со само една камера, затоа што iPhone XR има само една камера позади. Таа прави портрет како што си правиме и ние со две камери. Исто така го има она што зборев Advanced Bochech да си подесуваш колку ти е заматена позадината откако е сликната сликата. Дизајнот на iPhone XR е тоа што е ист како овој, односно како iPhone X, само што доаѓа во 6 различни бои, односно црна и бела, жолта, плава, црвена и некоја си портокалова. Црвениот ми се свиѓа највише и со да го нема вкупено овој телефон што го имам, дефинитивно сега ќе го купев iPhone XR црвен. Значи најискрено тоа ќе го направев ако го нема ова купено веќе, али го имам и нема да купам во наредните неколку години, се надевам нов. Најголемата разлика во iPhone XR е неговиот LCD дисплеј, нема да го правя, не е OLED како што беа претходниве, туку ќе биде LCD и затоа е поевтин. Нешто што најмногу, добро, веќе сега читам дека го нарекуваат дисплејот Liquid Retina, што не знам зашто им даваат имења на дисплејовите, ама нема врска. Најголемата мана што му наоѓаат сите нови телефони е тоа што пикселите му се 1792 со 828 и со тоа што не можеш технички да гледаш 1080 HD видеа на телефонот. Мене искрено тоа не е минува многу, али ете некои зборат вау, Apple во 2018 вара телефон што не гледа HD слики, видеа. Вара телефони што гледаат, само еве направи поевтина верзија што ете има некои си недостатоци, али пак е предобар телефон, што го нарекуваат поевтин телефон. Искрено $750 не е поевтин, али познавајќи ги Apple, ова е најевтиното нешто што можеме да го добиеме. Затоа што гледате дека става телефони од $1100, кај нас ќе биде 1500 евра да лупам. 750 е премија за Apple. Мислам дека ви кажав се. На кратко, тоа беше Apple евентот кога го следевме вчера саат време, 2, не знам колку траеше. Long story short, тоа е тоа што ви го пренесов. Као што кажав, моето мислење е такво како што е. Не е некоја значителна промена од X за S за да кажам леле зашо го купив ова, зашо не почекав. Али ете, ако сега го нема вкупено, како што ви кажав, би го купил оној поевтиниот R, затоа што е многу добар, е поевтин. Ете, тоа е моето мислење за новите 3 iPhone-и. Кажете ми го и вашето, да, ќе заборев тоа да ви кажам, баш ме интересира и вие што мислите за новите телефони. Пишете ми го тоа доле, баш ме интересира што мислите, дали ви се свиѓа, што вас ви фали, што мислите дека е многу нормално дека се скапи, тоа не мора да го пишувате, али ете, цел чекам да имам многу коментари, Samsung е боле, Huawei е боле. Како и да, јас сум Apple фан и мислам дека ниеден телефон нема подобар софтвер и не знам. Најперсонален и најубав софтвер ми е iOS и нема да го менувам во наредните неколку години најверојатно. Фала многу што гледавте ова видео, ставете лајк ако ви се допадне, не заборавајте да се сапскрајбите на мојот канал и ние се гледаме дека наредно видео. Чао!